Некогаш едвај наоѓаш причина да станеш од кревет. Некогаш имаш луѓе околу себе, а сепак се чувствуваш сам. Некогаш се бориш со целиот свет, а најтешката битка всушност ја водиш во себе. Но запомни едно, не мора секој ден да победиш се. Доволно е денес да не се предадеш. Внатрешниот мир не значи дека немаш проблеми. Не значи дека никој нема да те повреди, дека парите секогаш ќе бидат доволни или дека животот ќе биде лесен. Внатрешниот мир значи да научиш да не дозволуваш секој проблем да ти ја земе душата. Ќе има лоши денови, ќе има разочарувања, ќе има луѓе што ќе те потценат, ќе има моменти кога ќе сакаш да се откажеш. И токму тогаш треба да си кажеш, ќе помине и ова. Не мора да знаеш како ќе изгледа твојот живот за една година. Не мора да имаш одговор за се. Доволно е да го направиш следниот правилен чекор. Стани, издржи, работи, тренирај, чувај си го умот, чувај ги луѓето што ги сакаш. Остави ги работите што те влечат надолу. Секој ден е нова борба, но секој ден е и нова можност. Ако паднеш, стани. Ако сгрешиш, научи. Ако изгубиш, продолжи. Ако некој те напушти, не се напуштај сами од себе. Не барај мир во нешта што само за момент те смируваат, а потоа ти создаваат нова болка. Барај го мирот во себе, во тишината. Во чистата совест, во тренингот, во работата, во семејството, во тоа што навечер можеш да легнеш и да знаеш дека денес си направил се што можел. Не се споредувај со другите. Некој може би трча побрзо од тебе, но не ја знаеш неговата патека. Некој може би има повеќе пари, но не ја знаеш неговата битка. Некој може би изгледа среќно, но не знаеш што носи во себе. Твојата битка е твоја. Не мораш да бидеш совршен. Биди подобар од човекот што си бил вчера. И кога животот ќе стане тежок, немој да се прашуваш, зошто баш јас? Прашај се, што можам да направам денес за утре да ми биде подобро? Може би денес можеш само еден чекор. Направи го. Утре уште еден. И така, малку по малку, човек се извлекува од најтемните периоди. Не со магија, не преку ноќ, туку со дисциплина, трпение и одлуката повторно да станеш секогаш кога животот ќе те собори. Запомни, мирот не се наоѓа кога животот ќе стане совршен. Мирот се создава кога ќе научиш да останеш силен и кога животот не е совршен. Затоа продолжи, не брзај, диши, смири го умот, направи го тоа што е исправно и верувај си. Најголемата победа не е кога ќе го победиш светот. Најголемата победа е кога ќе се победиш себе си, своите стравови, слабости и навики што те влечат назад. И еден ден ќе погледнеш назад и ќе сватиш, сето она што мислев дека ќе ме скрши, ме направи посилен. Продолжи. Твојата приказна се уште не е завршена.